Dami i gospoda, započnuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Честит и вековит празник Македонија, 11 октомври, празник на останието на Република Македонија, празник кога македонскиот народ рече не на фашизмот. Од друга страна имаме денеска луѓе кои го повампируваат фашизмот и дефинитивно му даваат ветер у грб. Во гласот на народот, за волја на вистината, да бидам искрен по ваше барење, а мене задоволство е го поканив Сашо Тасевски, глумец, кој долго време го следам како колумнист и интелектуалец кој говори храбро. Има зашто да говори храбро, бидејќи се чувства како вистински македонец. А чест и задоволство мој соговорник да биде вечерва. Тој токму на 11 октомври. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер, привилегија да бидам ваш гостин. Познавајќи во вашата позадина како новинар, преска употребив добар збор тешкаш на во новинарската фела. Благодарам. И особено ми е драго што гостувам на оваа телевизија баш на денот на востанието против бугарскиот фашизам и германскиот нацизам, против окупацијата на Македонија. Ова е вистинска телевизија, така се вика Вистел, со тоа што не сакаме никош во ракавици да говориме кога станува збор за Македонија и незините вредности и национален трезор. Бидејќи во изминатиот период секој е го раскршмија тој национален трезор, но верувам дека нема да се случи тоа, дека се ќе се врати како што било, верувам, оптимист сум, бидејќи никој нема шанса да уништи Македонија, ниту да ја запали. Тоа е едно вековно, едно милениумско име, кое секојаш е било и ќе остане. Се надам дека во рамките, само да подсетиме, Саше, ти си родител, имаш
3 дечиња, колку ти се живи и здрави. Патриотизмот се раѓа во сам и се пренесува преку биолошкиот потенцијал. Значи не се купува, не се убризгува. Или го имаш, или го немаш. Но најубаво тоа се разви во младоста, во детството. Беше проект контра да или не интонирањето на химната во училиштата. И ќе завршам, правам една дигресија. Милом повеќе пати кажам, бев низ светот, но ме задржа во лутката на демократијата на нашиот стратешки партнер Америка, каде што има 220 нации од 190 и каде таму на 4 јули застануваат сите мирно на денот на независноста, денот на знамето и сите национални обележја и нема тука дали си афроамериканец, дали си хиндус или сето, мораш да го почитуваш светото правило. Овде како да се плашат, како да бегаат, дури ги коригираат строфите од химната. Знаеш како дојде до тоа? Тоа е моje мислење. Затоа што нас 30 години ни се наметнува преку пропагандата, преку стилот на живот, преку културолошките појави, феномени што доаѓаат од Западот. Не мислам сега баш на она Америка, зборам на овој нашиот европски Запад. Се наметнува еден, би рекол така, социјален инженеринг, ментален инженеринг или бришење на мозок, како да кажам. Фактички не тераат да постапуваме, да живееме според мотото дека единствената вера треба да ни биде мерата, а не обратно. Како што обично особено за оние народи кои што живеат на Балканот, дека единствената мера им е вера. Цела таа пропаганда што доаѓаше од Западот овие 30 години, што се обидува да ни ја наметнат преку култура, начин на размислување, ова баш придонесе до тоа да почнавме сите да сметаме мерата како единствена вера за успех, за напредок, за просперитет. Значи секогаш е мерата приоритетна. Некаде во тоа идеолошко милје веројатно се новите генерации загубија контакт со своите корени, со својот идентитет. Поготоа што ова што се прави последниве години, што доаѓа од страна на Бугарија, нели, со голема помош на Европската Унија и на уште некои нивни партнери, сериозно сме загрозени како народ, сериозно сме загрозени, тоа сите го знаеме. Така што јас тука нема да се сложам со тебе дека не може да се убие еден народ. Можеш да го убиеш. Затоа ти требаат само доволен број на предавници, доволно пари и доволно, како да кажам, доволно пропаганда, доволно промени во образовниот систем, во медиумската сфера, било каде, во академската сфера, за после децении ти фактички да ги направиш табула раза на наредните генерации, да не знаат ни што се, ни кои се, ни каде тераат, ни ова. Мислам дека е тоа... Дрво без корен. Да, мислам дека е тоа можно и токму тоа го пишал и Орвел во своите книги, поготово онаа што сите ја цитираат, ретко кој ја прочитал цела 1984. Фактички да, го има тоа. Значи можно е, не е дека не е можно, затоа се наоѓаме во исклучително опасна ситуација на преживување како народ. Во многу опасна ситуација. И оно што, малце подолго вака пледаја си земав право да кажам, и оно што најмногу мене лично ме плаши дека ако не ставиме стоп на овие појави, на овие негативни тенденции што се одвиваат во нашата држава, овие обиди за асимилација, за поништување на македонскиот идентитет, македонскиот народ и така натаму, дека наредните генерации или сегашните генерации, конкретно еве за мене кој е најголемиот страв, дека може би кроз 10-20 години на Википедија ќе стојам како, ќе бидам пишан како бугарски писател, глумец. Тоа е најголемото онако чувство на паника што може да го добие сега
секој македонец кој ше доволно свесен за опасноста што му се заканува. Денеска е 82-иот, ајде речеме, роден ден на востанието, што се случи на 11 октомври 1941 година во град Прилеп и Куманово. Ја слушавме интонацијата, имавме на химната, која напиша Владо Малевски. Автор на музиката беше Тодор Скаловски. Напишана е токму во виорот на војната 41 година. Од друга страна, вели, каков татко, таков син. Правена само една дигресија, не мора да значи дека е така. Имавме политичари кои во зародишна независна Македонија, представници на надворешната политика, значи столбот на државата, мостот на Македонија кон светот, да ја абстрахира таа вистина да биде контр на својот татко. Мислам на господинот Денко Малевски, а такви како него има многу, го пренесувам ставот на народот, незадоволството, и народот вели како може да каже преку мене мртов надвор од Југославија. Се не сум Македонија. Тоа просто ми е несватливо конкретно за човеков кој што го спомнавме, затоа што имам прочитано барем 2 негови книги. Едната знам и како се вика Детето од Катран, која што многу ми се допадна. Тоа е една средба што имал со еден американски дипломат, кога наводно му рекло зошто Македонија оставате на ветрометина, никој не ќе да го реши македонското прашање наводно. Сега јас вака од сеќавање зборам и наводно дипломатот му рекло никој не сака да се занимава со Македонија затоа што тоа е како бебе од Катран, ако го фатиш ќе ти се залепи од раце. Сега еден таков човек, а не се работи само за поединец, има многу од така наречените деца на црвената буржуазија кои што има од кого да учат што е патриотизам, затоа што еве ние свативме 30 години после обиди да се плука медиумски, да се смени тој код на народно-ослободителната борба, дека тие биле не знам какви интернационалисти, комуњари, не знам што правеле вама тама, излезе дека тие фактички биле 30 пати поголеми патриоти од било кој денес што се занимава со политика во Македонија. И тие поставиле фундаментот на она асно. Тие оформиле Асномска Македонија. Ние што направија новите генерации политичари? Ја посипаа со пепел Асномска Македонија. А токму тоа е темата. Кој плука и пука на Асномска Македонија? Па еве сега ќе ви кажам, и тоа ми е несватливо искрено, како може децата на така наречената црвена буржуазија, на тие кои што направија од една разрушена земја, која што и немаше своја држава, беше нонстоп под окупација, некоја дали српска, дали бугарска, дали италијанска, дали не знам, балистите држали делови и така натаму. Како може нивните деца после 80 години не да плукнат врз својот народ, прво да плукнат врз нивните родители кои што гинале за таа држава. Значи, во станието во Прилеп, кога е нападнат участокот, не знам, затворот, не знам што, меѓу тие 16 борци биле Коле, Чашуле, не знам, Крсте, Црвенков, денешните нивни, дали внуци, правнуци, не им ги знам, овие, стојат зад една велепредавничка идеологија зад која што стои обидот за бугаризација и асимилација на македонскиот народ. Искрено да ме прашаш како е тоа можно и зошто е тоа можно, имам само еден одговор. Затоа што друг не можам да најдам. Лична, материјална корист. Ја друг не знам одговор. Ти за да плукнеш врз сите завети на твоите татковци, дедовци кои што гинале, се бореле. Ја кренале од пепел таа Асномска Македонија, ти да тврдиш дека не си македонец, дека е па окей, па Гоце Делчев па ако е бугарин, па лепли ќе ни дае тој утре ако не бил, се грижал за Македонија и живеел таму. Значи само нормален човек рационално да размисли, само може еден одговор да даде зошто е тоа така, а тоа е финансиска корист јас. Или, тоа е више прашање на заговор, дека некој е врбуван со нешто, ама мислам дека претежно е финансиска корист. Колкава е сега таа финансиска корист, никој не знаеме. А овие што се апологетите на таа велепредавничко политиканство, кое што го тера Социјалдемократскиот сојуз,
како да ти кажам, веројатно имаат голема корист од тоа. Правам една само споредба. Тука ќе ги спомнам Бранко Црвенковски, Тито Петковски, Петар Гошев, кој да бидам искрен, тоа се имиња со овие, да речем, се чираци, ни чираци не може да ни бидат. Каде што беа стамени, достоинствени и не дозволиле. Што вели еден од групата на Бранко Црвенковски, господин Црвенковски, вели, Слободане, што се занесува, парафразирам, тој Заев, веднаш после Нивице. Имавме еден кафе, имавме еден краток разговор, чисто да прашам како е коментира. Тоа пишував колумни и сега пишам колумни. И кога не се занесува Зоран Заев, Бранко да сакаше многу порано ќе го стореше тоа. Меѓутоа беше цврст и не даде тоа. Тоа бе и другите, да речем, и од ВМРО, па не го сторија тоа. Значи да ви кажам една работа. Го спомнавте Бранко, го спомнавте Петар Гошев, и сите тие од таа генерација, веројатно, што беа политичари, што беа, имаа некои функции, не знам, Стево Црвенковски, не знам, кои беа сите тамо у тоа време. Тие се луѓе со интегритет. Значи, тие можеле, сега, нели, сега можеме да збориме на тема што правели, како правеле додека биле на власт, кој што правел, дали правел ова или она, дали отпуштал дрва, дали крадел. Но тие такви какви што биле, имале црвени линии. Значи, знаеле дека некои работи не смеа да... Не затоа што се плашеле дека ќе паднат од власт. Ја мислам дека мотивот главен не им бил тоа. Оти знаеле дека еден ден ќе мораа да паднат од власт. Затоа што тоа биле школувани политичари уште од времето на социјалистичка Југославија. Значи, некој ги подготвила уште, не знам, комунистичка младина вама. И они се свесни дека ќе дое еден ден ќе паднат од власт. Но, јас мислам дека мотивот за да не паднат од власт, не им бил сега тоа за да ги премине црвените линии, па да се плаши дека заради тоа ќе паднат. Не, мислам дека имале доза во себе и на патриотизам, и на интегритет, и на достоинство, и на чувство за овој национално чувство на припадност, и токму затоа со години тој процес на преговарање излезе така дека намерно бил фактички може би одредени ситуации миниран од нашите преговарачки тимови, избегнувале све да прифатат, глумеле, изигравале умрени пред мечката која ќе им дошла премногу близко и така натаму. Тоа веројатно го правеше и неверојатно дека веќе известно дека го правил и последниот премиер пред да дое Заев на власт. Тргувале, договарале, можеби ветувале, но ги кршеле ветувањата што ги давале на големите играчи. Така излезе. И тој да одеднаш некој на власт кој што прифатија без никакви скрупули све што им беше побарано само за да дојдат на власт и да останат што подолго. Тоа е едно велепредавство кое што никош не застарува како кривично дело, како казано. Знам дека не застарува, но прашање е дали некој ќе тргне во лов по нив утре, заутре, во блиска иднина зборам. Затоа што за жал ние не создадовме таква, како да кажам, немаме ние таков ментален склоп или го загубивме со тек на време да ги ловиме нашите предавници. Има доста интересни прашања ти поставно. Еве денеска го гледав преносот од Куманово и два различни концепта од двајца кумановци. Актуелниот градоначелник на Куманово и председател на ЗНАМ, господинот Максим Димитриевски, и Ковачевски, да речем. Неизбраниот премиер, тој е така по дефолт. Тоа е со кран ставен, да. Тоа е. Пази, доаѓаме до ситуација кај што едниот вели со достоинство да сме за Европска унија, кој секој треба да знае, никој во Македонија не е против Европска унија, анкетите кажуваат повеќе од 80%. Меѓутоа со достоинствен начин, не уценувачки, не на патерици. Од друга ситуација, као вонземјани да стигна на местото во Куманово и вели
Ние мораме по секоја цена да имаме уставни измени и да разберат тие кои се против тоа дека се антиевропски настроени. Од друга страна гледаме дека и самиот негов камарат, марксистот Али Ахмети, мислам дека имаше и друго име, али не видно. Да. Каде што вели никакви превремени избори не идат во предвид, туку мора да се случат уставни измени. Каде води се тоа математика и тактика? Прво, јас ке си дозволам да кажам нешто што не е популарно. Јас лично сум против влез во Европска Унија заради неколку работи. Прво, Европската Унија е супер држава која што не се фундира на демократски принцип. Таму е елитата, Европската комисија која има улога на европска влада практично, значи не е избрана од народот. Значи таму нема извор на демократија. Европскиот парламент постои, сите знаеме дека постои проформа, чисто да глуми некоја кулиса на демократија, но во суштина Европската Унија нема врска со демократија. Тоа е договор на 4-5 моќни држави кои што ги тераат своите интереси на одредени елити. Таа како таква одговара на, да не беше сад, немаше ни да се оформи ни таа заедницата на Челик, никоја ни после Европската заедница, ниту во Европската Унија. Значи ние маршаловите планови, значи без Америка, значи на Америка и одговара ваквата Европска Унија каква што е сега, особено од кога почна војната во Украина, буквално и до тогаш беше еден вид на може би сега малце тежок збор ќе употребам, измеќар на сад, но од кога почна кризата во Украина, дефинитивно седна во нивниот скут и едноставно не можат ни чашава од тука до тука да ја пренесат без дозвола на американците. Тоа е едната причина зошто не сум за влез, а втората причина е што ти ја напомена, значи јас како уметник, како писател не го прифаќам пропагандистичкиот момент на оваа власт дека не постои алтернатива. Овој свет е изграден, дошол, поминал епохи, цивилизации, се развил, стигнал, освоил други планети, баш заради тоа што луѓето имале алтернативи. Науката има, се на овој свет има алтернатива. Приспособувањето на разни околности алтернатива. И сега нас некој сака да ни го измие мозокот со едни такви, како да кажам, тие се лаги и манипулации дека ние немаме како немаме алтернатива. Целиот свет не е алтернатива. И Франција е во Медитеранска унија, во коалиција со Медитеранска унија, без разлика зашто е една од основачите на Европската унија. А оно си има бизнис и тера со Северна Африка, со сите држави кои се најпотентни економски, мислам, со енергија и со сето она, и никој не сме да им противречи. А дали навистина некој тука поверува дека од кога почна војната во Украина, дека Америка дека САД ги прекина сите економски бизнис сделки со Русија? Јок, не. Дали Швајцарија ги прекина сите? Добра, Швајцарија не е дел Евро. Но дали ги прекина сите? Не. Дали Унгарија ги прекина сите? Не. Докаде води овој клиентелистички, па ќе речеме и квислински начин на политичка артикулација? А мислите овде домашниот наш? Да, би ја свртено цетовката на домашната цета. Да, те осетив дека малце си на игли кога почнавме да ги шириме. Не се работи, ние ќе се свртиме, еве, само едно пред ова да одговориш би ти спомна, не, молим те. Сакам да бидам во најчесен кон тебе, да подсетиме дека Вудро Вилсон уште 1912-13 си имаше еден голем закон, еден пакет за Македонија, бидејќи Македонија доста даде поддршка и во времето на случувањата во Првата светска војна и сето она што доаѓа. И сепак како награда и почитување кон македонскиот народ, а знаеме голем број македонци се населија на тој континент и да придонес, контрибуираат, кои сек ден денеска преку скоро 1 милион македонци живеат Америка. И за независна Македонија се сеќаваш какви паради организираа македонците со поддршка на американците. Значи, не е тоа некоја лага, превара, значи само лоша менаџирање на политиката од квислинзи и клиентелисти.
тука се слагам до негде, знаеш, у смисла на ова што ја те разбирам што кажеш, у смисла на тоа дека ако бебето не заплаче, мајката нема да знае дали е гладно. Преска го чепнавме тој муабет на една друга тема, како политичарите македонски се однесувале кога бевме во Федерација во Југославија. Истата приказна била. Немој да заплачеш, да не нешто од ова имаме некои негативни реперкусии од центарот, ама оние што плачеле си добивале. Така? Што сакам да кажам? Да, тоа е тој клиентелизм, тој би рекол, како да кажам, субординарен однос на нашите политичари што го има 30 години кон големите светски играчи, доведе до ова да ние полека, миц по миц, сантиметар по сантиметар, кубик по кубик, ја губиме државата, животниот простор на македонците. Постои можност утре да постои некоја форма на апартхејд овде, тоа нема да ме изненади воопшто, но што сакам да кажам главното? Дајте да не живееме во илузии. Заре мислите дека Бугарија ќе продолжи со својата асимилаторска политика кон Македонија ако Америка и залепи шамар и каже тука доста е? У смисла дека не почитуваат, многу ни се големи пријатели, имаат интерес македонскиот народ. Дали Европската Унија немаше до сега да не прими ако Америка и залепеше шамар и кажеше доста си играте играчки? Поготово после она лудачка грешка кога си го сменивме името. Дали ако Америка му кажеше на својот измеќар ај се бркајте работа, примете ги одма следниот ден за преговори. Ама видете, они имаат проблем, корупција. Не. Примете ги одма, после решајте ги. Оти на тој начин примија и други земји. Да не беа спремни Бугарија, Романија, Грција, да не ги набројувам. Не ги спомнува стандардите. Да. Но да те подсетам, само 2010-2008, кога беше Букурешкиот самит, Џорџ Буш лично му даде предлог, вика, бевме на Washroom, малце се одморат, му ели, и вика, и на Груевски, и на Црвенковски. Лесно може да го земете, дали можете го носите? Пазите, да кажем една работа, значи, републиканците се секојаш беа, че речеме, конзистентна е политиката. Но бев неколку пати толку политичкиот амбиент и праваме на диференцијација. И само ова, не сакам никому да бидам, реков, ние адвокат, ниту сум бил, ниту ќе бидам. И спомна преска од левото крило, ајде да речем десното крило, што левото крило сакам СДСМ да направи 9 импера, бидејќи се тапа Џонсон, значи тапа се со кредитингот, и во самите фиоки на Америка и на Германија сите прават анкети. Ужасни се. И 2012 ли беше, кога беше Груевски во Америка, во State Department, значи инсайдерски информации, беше во друштво на Бајден, кој беше тоаш подпредседател на Барак Обама, Викторија Нуланд и Хилари Клинтон. И 3 пати као турците, знаете, се разведувам, а века менуваш име, не, да не си видам Бугарија, имат една безобразна изречица што викат американците, го ставиле сам во просторијата. Ниту не знаел каде излезот. Не знаеле како да излезат, па прашувале некој чувар тамо што бил како да излезат. Да, го знам. Друга ситуација сака да направат се обидам цело време да ги избегнам тие теми, оти веднаш даде друг квалификат, али искрено сум, пошто бидејќи сме на денот на востанието на Македонија да го одбележиме да кажеме вистината. Рейтингот на ВМРО-ДПМН во моментов е победнички. Врз основа на тоа што го располага како факт визави на губитниците кои клиентелистички го сторија тоа. Извините, озема формулата. Не, ќе се надоврзам на ова последно што го кажам, сакам нешто да кажам, оно што претходно, а ти ми даде добар шлагворд за тоа. Зарем, господине Томич, оно што се случи во Букуреш 2008 година не беше 2008 ли беше Букуреш? 8, добре. Не беше ли миењето раце на пилат што го направи Буш? Истата приказна е. Не може да им макнат шамар на грците. Ало, чекајте бе. И направио тоа. Јас се веќе кажам уште една инсайдерска информација. После тоа се случи Буш, нели замина за Грција, требаше, и не го достоија на аеродром и се случи таа депресија економска, банкрот, блузбенд. Да, ама грците не го достоиле американскиот председател, за што правиме муавет? Ме разбирате ли за што зборам јас цело време? Значи, невозможно е
ти да му противречиш на шефот и да глумиш дека си ти главен, Не заминување беше, меѓутоа работи другото не е крило. важно. Тоа е босот на сите босови. Ти не може, поготово Грција, која што благодарение на Америка, на Британија, на Америка стана тоа што е и влезе и во Европска Унија и секаде и заштита и НАТО и МАТО и сите тие работи. И замижување пред првото етничко чистење може на територијата на Балканот, тоа не беше ни Сребреница, ни Бреница, тоа беше прогонот на егејците во време на граѓанската војна и после тоа. Значи, како да ви кажам, немам ништо да не ме свати некој погрешно. Јас американскиот народ го почитувам таа култура, ја почитувам, сите сме растени со таа култура, со нивните филмови, книги, музики и така натаму и така натаму. Но мислам дека американската политика кон Македонија е во најмала рака да ја можам да ја дефинирам како страшно лицемерна. Без разлика на сите минати контакти, документации, историски факти и така натаму и така натаму. Онака како што се однесуваат конкретно со нас, како со македонски народ кој што треба да биде свој на своето, кој што е државотворен народ, зборам за Основска Македонија, за жал, која што више не постои. Значи, мислам дека може да направат, да сака многу повеќе. Колку се виновни нашите политичари за тоа што не успеа да им заплачат на уво, нели, да им стават главата на нивната града, да речат, видете сега, тоа не знам, тоа историјата ќе покаже кој, зашто и како тоа не го направил. Иконното јаче наречам во секој случај Методијан Доновченто, кој уште во тоа време беше прозападно дефиниран и не дефиниран, расположен да Македонија ја внесе во големото добро утро, бидејќи, Саше, сам човек не може ни на вода да оди, да се разбереме. Ние го имаме главниот коридор кој е геостратешки, јас повеќе пати милом да кажам, меѓутоа тие што не им одговара ова линија, Македонија ќе беше сега на вистина најбогата држава во сите балкански земји и пошироко. Па нели бевме први кандидати за влез во Не само тоа, ние бевме и локомотива во пактот за стабилност, како што збореше Бодо Хомбак. Ние први го подпишавме стабилизација, документот за и така натаму. А друга ситуација, меѓутоа, пак ќе речам, во игра која се доаѓаат криминогени структури, нам ни се поместуваат сите работи. Изборот беше за Методијан Доновченто, јас би замолил само режијата, уште овој законот што донесен, апропо да не ја изгубам темата за и околу 11 октомври, кој е закон за одбележување празник како неработен. Со ова е доказ дека Македонија си го оствори своето право на идентификација и на независност и самостојност. Ако ми дозволиш, во секој случај. Денеска, така наречените големите борци за македонизмот, односно за Автономска Македонија, го суспендира се тоа. Ова е вистината. Па манифестот на Брашнаров исто? Да. Прочитете го. Кај има тамо некои идеи за заедничка држава со Бугарија, со не, Брашнаров убаво си, ја го имам дома овај копијата, значи убаво си кажува, ова Македонија е резултат на вековната идеја борба на македонскиот народ да има своја држава. И сега овие што дојда плукна и врз тој манифест. Ако тоа беше манифестот на Брашнаров, така? Да, Не, ова беше не зборам за ова, зборам за манифестот на Брашнаров за овој президент. Така да зашто правиме муавет? Значи излегува дека тие луѓе без разлика каква судбина имале после тоа заради X други светски овие случувања и турбуленции, биле вистинските патриоти кои што за жал денеска нема ни приближно такви како ние во македонската политика. Станавме Саше кираџи во соседната куќа. Тоа е таа тема што ја спомнав. За жал, нашиот народ уште не сваќа, не знам нија како е да се живее во апартхејд, но сме гледале документарци, сме гледале филмови, сме гледале и некои примери од соседството од северот, како беше во 80-тите години на Косово, како е сега на Косово. Така да, за жал, македонскиот народ, поединци,
Имаме ли групи, политички мајоризација? партии не сваќаат дека ние одиме натаму. Ние, Се случува ли нас ке не мајоризација стават во во енклави. Македонија? Молам? Се случува ли мајоризација во Македонија? Малцинството да го... Значи, у Македонија прво постои процес одамна на либанизација. Одамна е тој процес на либанизација, кај што етничките, кај што фактички државата е поделена, нели лостовите на власта се поделени на етнички малцинства. Така, на етнички групи, ќе речем. Излезе дека една од тие етнички групи ги зема поголемиот дел од лостовите на државата и се главен фактор за одлука у кој правец ќе тргне државата. Тие автоматски нашата етничка група, нашиот народ ги има помалиот дел од тие лостови. Тоа е више реална опасност дека ќе дојде до ова што сега кажуваме дека ќе дојде. дека ќе ни се случи мнозинскиот народ да стане од втори или од трет степен во неговата сопствена држава, за која што гинеле, се бореле. Не само тие во Втората светска војна, што беа дел од народно-ослободителната војна, него и оние во време на Крушевското востание, во време на тие години, нашиот народ уште не е свесен дека нели го спомнуваат тој фамозен манифест Крушевски на Крушевската република, кој не знам колку знаат луѓето, тој реално не постои. Тоа е она нели власи, албанци, вамо, се. Значи не постои. Некој нека го најде у некој архив, нека излезе. Тоа е фактички произлезен од една драма на Мајски, Никола Киров Мајски, и после е некако само вметнат во колективната меморија, не знам по кој редослед, дека е тоа нешто што може би било автентично која е формирана Крушевската република. Што сакам да кажам? Сакам да кажам, со сета почи да не ме разберат погрешно, значи Питугули бил херој над хероите, но и тоа востание тогаш претежно било македонско, у етничка смисла гледано. И сега тие илинденци, кои што биле македонци, зборам повеќето од нив, оние во народно-ослободителната војна, кои што создале Асламска Македонија, Социјалистичка република Македонија, фактички нивните потомци се доведа у ситуација да бидат втор или трет ред во една Франкенштейн творба, која што е наречена Северна Македонија, во која што го губат полека идентитетот, ги губат својот животен простор, да се израза малце така. Нели, ме разбирате? Ама да, ние доевме до тоа да полека го губиме животниот простор и реално и објективно. Погледнете го само градов како полека се губи. Како македонците го губат својот животен простор во градов, во Скопје, во главниот град, само гледате. А да не зборам што се случува на некои други места. Некоја година сме разлика меѓу нас во возраста. Меѓутоа, тешко ми е, сакам да го доживеам и верувам у тоа, да еднаш да секојаш се обединат македонскиот корпус, имајќи вак повеќе пати зборам наспроти исто така од нашите стратешки партнери Германија, кој заволја на вистината за доброто на Германија, 2012 се обедини и направи на коалиција меѓу ЦДУ и СПД. Значи, нема тука, да речеме, десни и леви. Македонија преди се. И секојаш кога збора мојата партија се вика Македонија. Се друго, навистина би ја дефинирал како едно здружение, организација. Дали Македонија треба преди се да биде за сите политичари, од која е да е страна? Дали е време таа зла крв да се забори, да се сврли? Дали е време да се исчистат? Збориш за таборот, за македонскиот табор строго? За македонскиот. Бидејќи видовме каква е организирана, оркестрирана албанската политичка тој кампус. Таму по главицата, како ќе каже, се е така. Само тоа е една маскарада, една игранка, а од друга ситуација ги носи тоа чувство на непонесување и така натаму. И јас мислам и разменив со еден од колеги твои што седеа тука, мои соговорници, били Слободане, па 5 главни фундаментални прашања да бидат за сите македонски политички партии.
А се друго нека биде што вика го целата како поле на културен надпревар на народите. Значи, кој добри програми ќе направи, тој ќе доби натаму, а да не ги стават како монета за подкусурување и за размена националниот трезор. Невозможно е во овој момент македонскиот табор, ако сакате целиот македонски народ, од сите политички провиненции, сите политички партии, во моментов е невозможно да бидеме обединети. Од проста причина што имаме еден голем феноменолошки проблем, ние не веруваме во истата приказна за нашето потекло. Тоа е основниот проблем. Различни учители, различни буквари? Не, зборам за нешто друго. Како јас да се обединам со тебе, ако јас те сретнам на улица, јас сум имал 10-20 такви примери последниве 5 години. Пази, некои од нив биле у ова владење на СДС функционери од висок калибар. И да ти рече работа од типот, кажи ми ти па еден, што толку си се распишал на Фейсбук против нас, кажи ми ти еден македонски револуционер што загинал од бугарски куршум. Ти вака го гледаш, се викаш, што лупето, дали овој верува ова што го збори? Или да ти рече од типот, што ти спомнав преска, бе, те гледав вчера у емисија, не знам, на таа телевизија, па друже, па што има врска, па еве, па Гоце Делчев, нека е и бугарин, дај ние да гледаме напред. Ти вака го гледаш и му викаш, абе, а што мислиш ти? Зашто на бугарите им е важно Гоце Делчев да биде бугарин? Си се запрашал? Он има држава пред ти да имаш држава. Зборам за овие модерна бугарска држава и така натаму. Тие поглупи се од нас, што бараат ние да си ја дадеме историјата, да ја направиме бугарска, јазикот да си го преименуваме у Тие глупави се. Вие се најдовте најпаметни да перете мозок преку медиуми, па што има врска ова, што има врска она. Оне што е градоначалникот на Струмица у моментов не рече у емисија, па името ли Лепке ни даде? Не ли рече у емисија? Сакам да ви кажам, у овој момент обединувањето е невозможно. То е начинот најжешката тема, точка, меѓутоа ја дефинира. Но по однос на прашањето за бугарскиот диктат или бариња, да бидеме конзистентни, исти, да немаме различни раштиман оркестар. Значи нема прашање за уставни промени. Значи тоа да се абсорбира. Ма невозможно е ти да додеш до тоа, ти немаш заедничка приказна за твоето потекло. Сега и моментум кај што бегаат, кој бега од избори? Тој што се плаши од пораз, така? Јасно е, да. Кој бара по секоја цена да се одложат по директива на Али Ахмети, значи како да се спаси Али со светната кожа, Али Ахмети да се ја спаси. Дали македонскиот народ треба да биде жртва, колетерална штета за таквите криминогени структури како оценува народ? За да излезеш прво од улогата на жртва, треба да направиш многу други работи за кои што у моментов, јас така мислам, немаме ниту средства, ниту начин, ниту можности, ниту сила. Затоа што сме страшно разединети внатре. Ткивото е разединето заради овие работи што ги правиме. Јас Груевски многу добро го разбирав. Извини да не нешто... Не, одиме што малце сме у финале, затоа... затоа. Јас многу добро го разбирав Груевски. И знам ја од каде произлезе феноменолошки и филозофски тој проект 2014. Они со тоа тргам на страна после криминалите што се десија. Но јас знам која беше позадината на тоа. Да се направи приказна за потеклото на македонскиот народ и сите да почнеме да веруваме во неа. Таа лоботомија да им зарад да се оти кога ќе почнеме сите да веруваме у еден мит за нашето потекло, нека е и мит. Значи ние утре заутре многу лесно ќе се договараме кои се црвените линии и никој нема да си даде себе за право да ги премине тие црвени линии. И втора работа, ако имаме доволно моќ како народ, сакам да кажам не моќ, него чувство за самоодржување, чувство за самоодбрана, што го изгубивме, имунитет како народ, како нација. Национален имунитет. Па кој е тој што ќе се осуди да ги премине црвените линии? Која е твојата порака, бидејќи тука си веќе вдали? Значи, порака, не сакам многу пораки да кажам, сакам само да кажам кратко.
секој од нас треба да чувствува одговорност, да тргне прво од себе, од својата фамилија, ако треба по 1000 пати на своето потомство, поколение, да им ги кажува приказните од нивните дедовци, прадедовци, чукундедовци и така натаму, полека да им ја кажува приказната за тоа кои се, што се, и дека треба да држат секојаш до себе и треба да знаат од кај потекнуваат и чија крв носат. И најбитното од се, да веруваат дека во себе еден ден, не нашава генерација, мојата генерација се покажа слаба, немоćна, никаква, губитничка, него се надевам дека таа нова генерација македонци еден ден, веројатно на многу тежок начин, ќе успее да поврати барем дел од она што нивните прадедовци успеале во еден момент во историјата да го добијат. Ние нема да успееме. За жал, сум песимист по тоа прашање, но такви се сега геополитичките позиции во светот. Евентуално големо премрежие ако му се случи на светот, огромно премрежие, а светот оди кон тоа, веројатно тогаш некој ќе има повторно растурење на фигурите на големата шаховска табла и веројатно тука ако повторно се поставиме на вистинската страна, можеби малку побрзо ќе ги доведеме овие работи во ред, ќе добиеме пак држава на македонците. Ти благодарам многу што беше мој соговорник во Гласот на народот. Токму на 82-та годишнина од востанието на Македонија во Прилеп и Куманово. Ја ќе завршам со една порака, тоа беше токму спомна шаховската табла, авторот Кисинџер, пријателот на Лорен Сиглбергер, Брижински и Кисинџер, двајцата беа, едниот автор, другиот коавтор, а пријател на Лорен Сиглбергер, со кого навистина скоро 8 години другарував и велеше Слободане, никој нема да избрише Македонија од картата на светот, се зависи од нас. Благодарам што бевте со нас и со мојот драг пријател Саша Тасовски, кој ви даде исто тој моменти да размислите. И знам дека позитивно и он позитивно испрати порака, бидејќи ќе завршам повторно како Киро што велеше Македонија се што имаме и покрај неговите некои лоши чекори што ги направил, но сепак Македонија е таа што е само што имаме и едно основно што не држи да обстанете. Обстанете. Бите живи, здрави и се гледаме утре по 17:15. Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.